Пристигнаа веќе и нашите гости, и двајцата актери, и двајцата дел од театар комедија и исто така дел од продукцијата Провокација, театар Провокација, но во слободно време, кога немаат што да прават, основаат и организираат фестивали. Тоа се Мими и Роберт Ристови. Добро ви утро. Добро утро. Драги гости, чести гости овде во студиото. Така, ви благодариме за тоа. Особено главна причина што често гостувате е затоа што се утепавте од шетање по сите возможни фестивали во регионот. Претпоставувам дека оттаму влезе чивијата и самите да направите фестивал. Да, пред, не знам, неполна недела се вратив, бев во жири комисија во Шабац, во Република Србија, на позоришно пролетче. Беше тоа многу поразлично искуство, интересно искуство. Запознав еден куп прекрасни луѓе од наша фела. Ето, стваривме некои нови контакти, кои што се надевам ќе вродат некоја сработка во иднина. И така, секојаш убаво кога ќе се мрдне, кога ќе се влезе во нека нова средина, кога ќе се видат многу представи, беа 5 представи на тој фестивал од Белградско народно, од Ателје 212, од еминентни куки, еминентни театри, еминентни глумци. Интересно, многу убаво искуство. Рековме дека ќе го најавиме фестивалот. Ова е всушност втор фестивал. Роберт беше самиот тука кога првиот пат го најавувавте. Кога прв пат уште не се знае нели точно како ќе биде, што ќе биде. Она што сакав да прашам тогаш кога го најавуваше Роберт, стануваше збор за прв фестивал на дуодрама кај нас. Дали во меѓувреме остана прв и единствен? Единствени сме во Македонија, а има уште еден во Топола. Тоа е во регионот, значи два сме во целиот регион, два фестивала на дуодрама. Сега, бидејќи и вие честопати настапувате нели во дуодрами, во што е посебна дуодрамата? Зошто толку вие ја љубите и ја цените? Во што се одвојува од останатиот, да речеме, театар? Па не дека се одвојува посебно од останатиот театар, но разликата во тие помали форми на театар, навистина за еден актер се многу потешки. Значи, друго е час и половина, двајца актери да се постојано на сцена и нели текстови и се да се подпрени еден на друг, а друго е кога ќе излезете 10-15 луѓе на сцена и кога ќе си ја распредели секој енергијата. Од таа причина мислам дека тие малку и ова ново модерно време направи модерен пристап кон театарот, што и јас го сакам, нели секако. Меѓутоа мислам дека оние мали форми каде што повеќе актерот се вреднува и се истакнува во однос каде во модерните форми каде што повеќе режијата завзема простор, визуализацијата, треба да се негува. Како помина првото издание? Ајде да почнеме од таа. Па, беше прво и јас морам да кажам дека бев задоволен. Добро да го преформулирам како за прво, како помина. Како за прво помина одлично, но сепак мораме уште многу сите да работиме на обстанокот на овој фестивал, пред се на популаризација на истиот. Сметам дека не е доволно да се направи само фестивалот, не е доволно само да се направи иницијатива за тој фестивал и да се зафатат некои да го работат истото. Што друго е потребно? Поголема поддршка од приватните бизнисмени, од Неготин, од Тиквешијата. За еден фестивал да биде успешен, потребни се финанси. Имаме поддршка од општината, но таа поддршка е таква каква што е општина Неготино, не е голема општина и не располага со големи средства. И со самото тоа имаме и мали средства за овој фестивал. Но знаете како многу често знам кога ќе отидам во Неготино да се сретнам со некои луѓе, ништо не се организира кога ќе правите нешто, ништо не се случува во Неготино. Еве сега се прави. Еве сега се случува, многумина не разбрале дека се случило или тоа им е изговор и посетеноста ќе ни даде до знаење дека Неготино е спремно да го има тој фестивал, дека има потреба од таков настан. Ние сега преку ноќ не можеме да добиеме публиката во целост. Имаше представи кои што беа полни до последно седиште. Но имаше и представи кои што беа, не знам, 70% публика. Тоа се случува и на другите фестивали, но многу би сакал таа посетеност да е
буквално на високо ниво. Многу би сакал тоа да се случи. А тоа можеме да го направиме само ако, не знам, јас еве ќе се обратам до неготинчани, споделете на Инстаграм, споделете на Фејсбук, проширете ја веста, од нас зависи дали тој фестивал понатаму ќе продолжи да се негува, а зошто да не продолжи, зошто да не бидеме единствени со еден таков фестивал во Неготино и зошто да не го негуваме името на Бранко Ѓорчев, кој што е неготинчанец, и да си остане тоа со децени и да си трае тој фестивал. Ја имаме шансата, само треба да ја искористиме и само треба сите заеднички. Билетите се по 100 денари. Тоа е, велиме дека субвенционира, да, колку да можеме некако и со тие 100 денари, со тие билети да можеме некако да го одржиме овој фестивал. Тоа е символична цена, ако знаеме дека тука во Скопје билетите се по 300, по 400 денари за истите тие театарски представи. Значи, очекувам неготинчани да не поддржат во сето ова што го правиме, во сето ова што се вложуваме и поддршката ќе биде во тоа што ќе бидат посетени представи. Прекрасни луѓе доаѓаат, прекрасни актери, треба да дојдат да се погледат тоа. И што е најинтересно, што помеѓу самата театарска фела, не само во Македонија, туку и во регионот, огромен интерес оваа година постоеше за фестивалот. Лани веројатно исто не знаеа, сега допрела информацијата. Самите се јавуваа за учество, заврши селекцијата, не заврши. Значи, уметниците од секаде се буквално спремни да дојдат на фестивалот и сака. Пред да ми кажете повеќе за самата програма, за да знаат што е она што ќе гледа, нели, публиката, сакам нешто што минатиот пат не го прокоментиравме, а ми остана така врежано и мислам дека треба да се спомене, затоа што не јавувавме за прв пат, не сакавме ништо негативно да споменеме. Околу името на фестивалот, нели, Бранко Ѓорчев, ти ми во неформален разговор ми рече дека си имал многу реакции, зошто токму Бранко? Не многу, имаше неколку. Да. Па сакам сега вака гласно да им кажеме зошто токму Бранко Ѓорчев. Бранко Ѓорчев беше голем актер. Беше директор на институција неколку години, значи водеше успешна институција, беше професор кој што го предаваше она што го знаеше, несебично го делеше занаетот кој што го учел, го стекнувал целиот свој живот. Беше драг колега на сите. Драг колега на сите, беше одличен во онаа синхронизација која што ја правеше и сите ние се бавиме, нели, освен тоа што играме на сцена. Одличен филмски актер, одличен театарски актер, мислам дека ги има сите епитети за да може да еден фестивал да го носи неговото име. А по потекло таму каде што се одржува фестивалот, да, неговиот татко, пак името на неговиот татко го носи името на Центарот за култура во Неготино. Така да, неготинчани знаат да си го ценат своето и знаат да. Толку на таа тема си ги одговоривме. Тоа сега да видиме за самата представа. Колку представи ова, односно прво, кога започнува, кога завршува? Фестивалот започнува 10 мај, значи сега од среда и ќе трае до 13 сабота, кога ќе заврши со представа и доделување на награди истата вечер. Оваа година... Мими, мора да кажеме дека си селектор оваа година. Честито. Фала. Да не ми се врати. Ние би работеле, морам тоа да го кажам, би работели само организацијата, би викнале друг човек да селектира. Се надам дека ќе се случат тие години во иднина. Би се изземал да биде во жири комисија. Но веруете, со тие средства кои ги имаме, ние не можеме да си дозволиме еден куп луѓе да учествуваат и сепак треба да не ги навредиме нашите колеги со некакви хонорари кои што сепак да бидат некои коректни хонорари. Така што сега заради тоа кубурење на средства ние мораме да превземаме од овие работи. Но во иднина, не знам, дај Боже да можеме би ја терале само таа организација и во жири јас многу би сакал на страна да си седаме некои други тоа да го прават или селекторот да е некој друг, затоа што сигурно не би се повторувале следна година. Дај Боже, условите да станат што подобри, фестивалот да ни расте. Но, ние сме задоволни што, се повтори оваа година и... Ти благодарам, Мими, што ми даде одговорот. Мими, треба да се бориме. Нели секаде жените да имат повеќе збора, да кажам, морав да се оградам, да се знае, да не биде дека не е нешто. Мене ме интересира каква ја доживуваш таа улога на селектор, односно што е тешкиот дел, што е лесниот, како од мноштвото, од се што постои
на сценава што се изведува, да се селектира, да се одбере нешто што ќе дојде на нашата сцена. Тоа да не е едноставна работа, зашто? Затоа што сигурно нели од овие 4 представи со се во програма детската представа 5, има исто многу добри други представи кои сме ги гледале со Роберт периодот. Меѓутоа, секогаш кога се селектира се бара исто така, освен квалитет и некоја тема која што ќе биде сврзана од ткиво низ целиот тој фестивал. Оваа година, како еден мотив кој ќе се провлекува на фестивалот, ќе биде машко-женските односи. И затоа мислам дека самите неготинчани ќе се забавуваат многу, зашто ќе видат односи во брак, односи пријателски, односи помеѓу партнери и овие представи сите го исполнуваат тоа. И се квалитетни. На пример представата на на 10.5 што е брачна комедија, таа е буквално комедија која во моментот можеби е од дуодрамите наиграни низ целата Србија. Постојано секојдневно се на гостување и има одличен прием кај публиката. На 11.5 се за нас почнува живот, тоа е режија на Дејан Пројковски, Нино Леви играат и Билјана Драгичевиќ Пројковска, исто машко-женски односи. Јас сум Аки, која е детска представа, која ќе иде во програма во 11 часот. Со цел оваа година ставивме и детска представа, за да може малку да ги размрдаме и младите. И да ги учиме. И да ги учиме. Да им се создаде навиката и љубовта. Навика, да. Буквално за тоа ставивме во програма една. После таа е Кенди на Златен елец од Македонија. И на 13.5 е Беба представата, тоа е од Хрватска, оваа година ни се збогатија од два региона. Таа е една многу убава комедија исто Беба. Мислам дека луѓето по сликите што гледаат ќе ја познаат актерката Мирна, која тука се даваше долги години со серијалот, како се беше Забранета љубов, некој прв хрватски серијал. Антонија Шола играше, секогаш пред 10 години и она беа од помладите. И така да мислам и таа со цел да ќе дојдат да ја видат самата актерка. Љубомир Керекеш е еден гениален актер, мислам со години што буквално во Хрватска ги растураат представите од играње. Сега направија филм, кој што е најгледаниот филм во Хрватска, сега веќе во регионот се дава буквално најгледаниот филм. Веднаш прифатија сите? Да, ние имавме и уште. Јас секогаш сум оптимиста и велам дека оваа година фестивалот порасна во однос од минатата година. Мислам, тоа е поентата. Да даде Господ до година да седнеме тука и да кажеме оваа година порасна од лани. Еве, почнавме со една представа, само од Србија имавме минатата година. Оваа година веќе 2, Србија и Хрватска, да даде Господ до година 3 интернационални представи да имаме. Да сакаме буквално од 5 дена кои кога ќе трае фестивал да имаме Македонија еднаш и се други да се од регионот, да може да се понуди нешто ново, нешто што не може да го погледнат луѓето тука. Важен момент, добро, карактеристика на фестивалов е тоа што е од надпреварувачки карактер. Ајде неискажаниот Роберт да се каже, со оглед на тоа што ќе биде член на жирито. Во жири комисијата, освен мене, ќе бидат Селпин Керим од Турскиот театар. Тоа е повеќе пати наградуван актер. За мене еден од најдобрите од Турскиот театар. И многу ми е драго што Селпин ќе биде дел од жирито, и Васил Зафирчев од Велешкиот театар, така да Васил сите веќе верувам дека не треба ништо дополнително да го... И дел и од Бистра вода до Алфа телевизија. Точно така, Васил е име, нема што да го представувам нешто посебно. Така што исто му благодарам на Васил што се нафати да биде дел од жири комисијата. Тоа се едни пријатни, фини луѓе и многу големи професионалци во... Сега, ама тој дел фини луѓе, сето тоа фино, ама вие на некој начин сега треба да изигрувате судии, а немате завршено правен факултет. И како се знаоѓате сега во таа улога? Кажам дека пред една недела го имав првото искуство. Беше малку жустро на крај, не се согласувавме во однос на се, но на крајот сепак некако ги усогласивме ставовите. Со мирни средства се надевам? Да, но така, мислам, јас барем не одстапував така лесно од своите ставови. Сметам дека
сите ние што сме во таа фела го правиме тоа од срце, од душа и вистински се вложуваме во тоа. И кога нешто е добро, многу е лошо да му се одземе и да му се даде на некој кој што помалку заслужува. Така што верувам дека тоа се уште двајца честни луѓе кои што ќе бидат до мене и верувам дека ќе бидеме многу правични. Во однос на колку што можеме да бидеме правични, секогаш имаме едно субјективно во сето тоа како ние гледаме на тие представи и на тие улоги. На фестивалот многу е интересно кога после одгледаната представа кога ќе седне жири комисијата, во принцип тоа се луѓе кои гледале представи, кои имаат нели и не се случајно таму. Да, не се случајно таму и горе долу ставовите се исти. Мислам буквално сите мои искуства, но кога ќе дојде моментот за награди, Нијансите одлучуваат. тогаш нијанси одлучуваат и тогаш станува жустро. А инаку вака е супер. Нели јас мислам ова за и да и се надоврзуваш и сите се горе долу со исто гледање кон представата. А при тие нијанси што одлучуваат, дали тука се зема во предвид и дишењето на публиката и незините реакции? Секако, Да. секако. Тука се согласуваат вашите ставови обично со публиката? Да се владее со публиката е многу важна работа. Ма нема представа ако публиката не ја вовлечеш ти во самата таа представа, во целото тоа дејство, ако не е со тебе. Тоа е небитниот момент за да се случи добра представа. Тројца членови има жирито, реков? Тројца, да. Четвртиот член е всушност публиката. Да. Така, на некој начин. Да, секако ќе ја гледаме публиката. Здравје да Ке ни порасне значи тоа. фестивалот, ние исто размислувавме да воведеме и награда од публиката. публиката. Да. Така да. Само за тоа треба, барем уште година, две се надевам ќе може. Да, добро, сега сте сконцентрирани, фокусирани на ова што ќе се случи. Таа награда, во принцип, неодамна бевме на фестивал во Помогни ми, последниот фестивал. Така се викаше фестивалот, Помогни ми? Во Рума. На Трема фест и таму имаше од публика, но одредени членови кои што не ги знаат актерите, кои што самиот град ги избрал, може би се тоа новинари, може би се тоа што се бават со аматерски театар. И ето тоа беше еден од начините. Она што ние го мислевме оваа година да одиме со групен билет за сите денови, па тие луѓе кои што ќе ги погледнат сите представи, кои што ќе го купат тој билет да имаат можност тие да гласат. Најдобро, само да ги кажеме сте наградите, најдобра машка улога, најдобра женска, најдобра представа и имаш уште нешто? Најдобра режија доколку ни се виде како и најдобар актерски пар, најдобар актерски однос. Тоа ни е една од најбитните актери на овој фестивал, награди на овој фестивал. Актерскиот однос. Тоа е нешто што не може да се опише баш, може само да се почувствува. Да се почувствува, да. Ако видиме дека некаде се издвојува режијата, обично во овие мали представи повеќе оставено на актерот. Затоа режијата ја немаме ставено, но имаме ставка дека доколку се забележи некој посебен сегмент кој што заслужува да биде награден, ако е тоа режијата, ќе ја наградиме и режијата. Мими Роберт, јас многу ви благодарам не само на вашето гостување, туку што имате енергија и ентузијазам да правите вакви проекти. Може би сега се уште мал, но верувам дека особено на Неготино многу значи, особено и за актерите многу значи, и за особено и Бранко Ѓорчев да се 10 спомене. километри е Кавадарци, така да убаво е ова и за кавадарчани, за 10 минути доаѓаат во театар, си гледаат представа која што ја немаат гледано. Ви благодариме на вас за поддршката, затоа што ние исто ако немаме поддршка од вас како медиуми, Така е. ние... Така е. Така е. Фала си Чекав спомалите. јас да кажете фала, ама не ме текнуваше. Голем успех ви посакувам и се гледаме повторно за третото издание. Се гледа, може би порано. Останете вие секако со програмата на Алфа телевизија, односно со нашата утринска.